Времето на неколку генерации скопјани преточено во песна беше инспириран од една интересна книга на еден тврдокорен скопјанец. Зоран Рудан Цеки е во студиото на Телма заради тоа што го искористи истиот наслов пак на Зоран Спасовдзов, "Џабе живиш у Скопје". И навистина е многу коментирана оваа тема заедно со својот видеозапис кој што не подсетува сите нас кои што веројатно сме ги фатиле, како велат обајцата, некаде од 50 до 80 години сите што живееле или го искусиле тоа Скопје ќе се најдат во песната на чист скопски. Зоран Рудан Цеки, здраво и добре дојдовте. Хвала и благодарам на поканата. Супер и вие програмата. Благодарам. Да. Како тргна се? Се знаете со Зоран, со другиот именјак или? Да, со Зов сме пријатели. Па можам да кажам неколку години. Бевме како гости повикани на промоцијата него. Да, на неговата промоција. Јас настапував со мојот бенд Бело Копче, трибјут Бело дугме. И така. И така тргна. Да. Да. Дали, мислам, сигурно се наоѓате во таа приказна. Така, да џабе живиш у Скопје и како велите овде сте рекле, вели така на шега, Џофи Цеки вела дека се едни од последните мохиканци кои се борат за зачувување на автентичноста на јазикот на урбаните скопски предци и нивните потомци. Останатите и онака џабе живеат у Скопје. Јас можам да кажам дека Скопје ми е баш онака у срце останато. Мислам, ми е уште, веројатно и Џов. Ние сме од онаа генерација која стварно, предпоставувам, веројатно ги живееше едно од најубавите години на Скопје, така да се бориме тоа што било, да го сочуваме или да им го прикажеме на помладите така како што било, и за нас да ни остане као... Какви беа коментарите првични? Очекувате дека ќе биде тема која што вака ќе почне да вибрира? Да, да бидам искрен, не очекував дека ќе ги фатиме кој што викат Зов од 50 до 80 родени. Знаев дека ќе се пронедат доста, затоа што е таква песната. Ама не очекував дека дури и помлади, ја мора да го поправам, ми се јави некој дете, не знам, 20 и нешто години и вика, знам дека мислите дека ние не знаеме ништо. Да, не сме се нашли вика у песната, ама вика хите и меѓу нас, знаеш, помладите. Така супер. да. Вика, затворам очи, се телепортирам пред путник, 80 и некоја, Цеки оди си дома и искочило нешто, не доваѓа, ми рекол. Да. И скопскиот дијалект е нешто што, нели, Џов, па и вие во песната сакате да остане нешто. Како велите и обајцата, некако скопскиот ни го тргна, а го оставија секаде низ Македонија нивниот дијалект. Мене ми е мило кога ќе слушнам некој што збори Скопјанец да збори на скопски. Баш по скопски. Затоа што мајка ми е родена скопјанка и по татко и по мајка и ми е криво кога ќе слушнам нешто што не е скопски, а више она несвесно некако го променила тоа. И тоа доваѓа, например, значи апсолутно е скопски. Така. Тие овие зборови можеби на младите им изгледаат малку чудно, ама сите постари скопјани си И искочило нешто. Искочило, да. Апсолутно искачаме у град, значи не надворец зивра. Ова е добро. Вели како се бајле во исто утро, надворец зивра, вика шу дека е пролет, која кочни измрзнавме. Да. И тоа е апсолутно скопски. Ама навистина ви се случило нешто врзано со путник и таа не доаѓа или е ова само провокација од книгата? Џабе живиш у Скопје. Значи секогаш се трудам во тие песни, иако ова не е љубовна песна, да има една љубовна нитка. Така е. Сега кој како ќе ја разбере, да ви кажам. Така е, да. На какво Скопје вие се сеќавате тоа? Инаку, да се надоврзам, ако пората е, ако не дојде, добро. Значи нема везе, идеме дале. Искачам ја секако, така? Мислам, таа беше шемата скопска која ние ја памтиме. Да. Кој е оној кој што сте го чекале пред Бони Јани? Да, ние се собиравме, мислам, не само моја генерација, и пред и после тоа долго време ја бев изненаден од помладите, што уопште ги знаат тие два кафичи. Така да,
ми е криво уствари што и нема место и на друго место се собиравме, само што едноставно беше невозможно да се спомне се тоа, да се зазипуе Така, туку се сеќавате во песната дека и пред Тропикана требаше да си пар за да влезеш. Ви се Па у случувало да Тропикана не пушта? толку, ама по дискотеките обавезно. Значи тоа таму Или пропусници? у турист нема шанси, мора да си пар. И сега се комбинираме. Застануваш и чекаш пар. Да. Какво звуки Скопје паметите? Какво ви е она во сеќавање? Сега вака, тоа може да е некаков си ефект на извртена реалност. Ама верувајте, секој што е помлад си го доживува веројатно најубавото, но тоа што е лошо, веројатно забораваме. И при секое сеќавање апсолутно ми е прво осеќам и радост и тага и се помешано, така да значи стварно жалам за тоа. За тоа време. За тоа време. Да. Не И за прашувам. луѓето, за блискоста, за Е, начинот тоа на... прашувам, да, вика, сега никој со никој не е. Тоа никој со никој не е, му доаѓа како нема вистински другарства или пријателства, така го разбирам, веќе или? прво никој со никој не е од тоа време, Од тоа време секако. а второ и никој со никој не е затоа што уствари никого, ајде не, никој со никого не е, затоа што е такво време дојдено. Да. Значи ние сме сега двоедна временска, да кажеме, недостаток на време, кај што брзаме да стигнеме сегде и со тој што сакам да бидам, наместо да посветам, например, саат време, ја гледам 15-20 минути, ај ке идам. Например, одам кај моите и сега додека се уште живи и здрави, да наместо да поседам да ги видам, ја ај се брзам сега за некоја работа што е апсолутно небитна и веројатно ќе биде кога ќе биде касно, после ќе ти биде криво, ама Биде криво за многу. самото време сакам да кажам на најблиските, не тоа дека намерно ние сакаме да се измениме, него едноставно времето не натера да бидеме такви какви што сме. Правиме една емисија за Скопје, се вика Скопје але але, па таму слушам многу различни приказни за Скопје. Нели секогаш е веројатно тоа, младоста и сето она време кое што си го поминал во младоста, веројатно е најубавото време за сите нас, така? Па и за оваа Веројатно, младина да. сега, така е, да. Секој време свој табијат и секој време свои луѓе. Ама гледам дека особено на скопјаните со тој ков, да речеме, или на луѓето што веќе, како да кажам, се во зрелите години, им пречат луѓето, не им пречат, не туку не им се допаѓа сето она што го донесува тие од провинција, така барам рекол Видзов во неговата книга. Ви пречат ли? Па мене не ми пречи нешто, мислам ја мислам дека повише они се претопија. Претопија во Скопје? Па да, они се познаа дека 90% и се трудат да зборат скопски, така да тоа преби го потенцирал, значи и баш ми е драго што значи се трудат Да зборуваат. да станат скопјани, знаеш, они после кога ќе сидат таму од кај што се, па си се прекопчуваат на тој јазик, ама добро е што барем додека сме тука, колку толку пак сме скопјани и сега навиките тоа не зависи од местото на живење, има и скопјани што се тука, па имаат лоши навики, Па така со лоши навики, така се согласувам, да. А какво време паметите, освен Путник, освен Ани и Бони, Тропикана и дискотеки со женска за да влезеш? Што друго искусивте од тоа Скопје? Значи, Како беа првите свирки, како пушавте со свирки тогаш? Значи прво вака, околу искачањето имаше разни друштва со разни навики. Значи едни си беа со едни навики кои идат директно, да кажеме, у дискотека, други идат на загревање у некоја ефтина кафана, па идат после загрејани у втора кафана, кај што е поевтино Се и докафанисуваат, па после идат у дискотека. Така да немаше неко општо правило, ама углавном тие што заглавуваа до крај отприлика се знаеа стално. Два тројца, Па, десетина. двајца без тројца. Двајца И без тројца. на крај она легендарен Што?
Песна? трговски. Дискотека? Не бе, у песната што го спомнав, пред Драгстор. Пред Драгстор. Драгсторот беше задња шанса, значи ништо не работи, али пред Драгстор тука ајде. Што се правеше, јас не го паметам тоа време, Па Драгстор. тоа е Што? негде Карши Стопанска банка беше. И Драгсторот работеше цела ноќ. Работеше, да, цела ноќ. Имаше, значи или идеш на железничка станица, нова железничка, На или... допивање? Па да Некој што речеме, да. Или пред Драгстор. Тоа беше, значи, више крај. Тоа беше време кога не си имаше многу, ама сите некако беа посрекни или нам ни се чини од оваа дистанца. Па беа, да, по-безгрижни. Значи, апсолутно самите луѓе имаа поише време, имаше поише енергија, не беа оптоварени. Сега, например, ние читаме некоја вест која стварно може да ме депримира цел ден. Значи, некој си тамо отворил нуклеарка, не знам што и сега, тоа е стварно страшно, пака звучи. И сега ти идеш цел ден... Стрепиш дека може стварно нешто да се Може да. случи. Никогаш не знаеш какви се вестите, баш кога добиваме лажни вести кои Не знаеме што со се нив. фабрикувани од некоја страна заради нешто и сега ти не можеш ни да процениш што е. Тоа време тогаш бевме растеретени од такви. Тито бил тамо, го пречекале, дошол, се вратил и така, значи немаше некакви ратни претни, некои сериозни вести, да кажам. Да. А што се однесува до облеката? Како? Какво време паметите? Па ја никогаш не сум бил некој со облака што ќе ми се најде. Не зборувам со тоа одење во Италија, во Да, Трст тоа и беше такви работи. мода беше, имаше По фармер. со воз идевме до Трст и назад се вадеа феријални карти, ќе се собереме ако си над 5 души, значи имаш попуст. Сега нешто тамо многу ефтино беше. Отидеш до Трст. И онака во Балканкан облакаш, па после за да ги препродаваш или не ја правите таа шема? Имаш? Како не? Се ја правила? Да. И може да те фатат, па ќе ти напишат белешка, па ќе дојдеш тука, ќе се правдаш зашо како. Имаше време и у Солун идевме, значи беше и Солун, само Трст беше по-популарен, да. И имаше хубава гардероба. Да. Јас го паметам времето на музички магазин, Ванила, тоа е тоа. Добро, беше Путник. И музички магазин беше Беше Карши Рекорд, да. Карши Рекорд. Рекорд вистинскиот, Да. а не овој новиот измислениот и такви некои работи. Сте се чекале веројатно на Рекорд. Сите Па се да, чекавме на Рекорд. Рекорд беше као, да Сортачите кажам, на сите. главна станица кај што у принцип се симињаат и од кисела вода, И од овие од аеродром и Ѓорча да, надолу. и од Карпуш, така да тоа само по себе си дојде. Сега и Путник беше тука, и сега да не биде на Рекорд, дека биде малку подоле, а пред Ванила, например, имаше шема, тука стои Корчагин, тамо се Јосип Брос, вамо се... Така? Да, и само одредено време се. Да, добро. Ја зборам за тоа време, јас. Кое време е тоа? Па тоа е од 80, например, втора, трета до 85-та, например, тоа време си имаше групирање, па едни се малку подоле кај Чичко Стоилко, се тамо се тие, ајде, од другите, да кажем. Ние сме као по-фенси и така. Да. Ама немаше корзо тогаш, како на корзо, старо корзо. Па тоа само целиот тоа тој беше простор простор, беше да. корзо, значи ние си така си шпарташ наоколу. Да. Корзо беше све, значи Корзо беше целоскуп. мислам немаше она класична како порано сега тука да се шетаат, него ние парадиравме од тука пешки си идевме, значи. Дури и она што кажувам пешки на кај дома, стварно си идевме ние пешки дома, сабајле, значи више ке те раздени, раздени. имаше мода Бурек, да. одреден период си идевме на бурек. Така е. Бурек, цело време се одеше на бурек. Ја мислам дека после секој излегување беше Па добро, модерно. тоа Еден период. беше, значи, така За сапат еден расонуем. бран кај што стварно нон-стоп идевме на бурек. Да. После Па носиш и липча дома, Сега- за да не те караат. Сега да не биде... мислам, на ова време тоа е незамисливо. Значи, кај напијан, кај уморен, пушти бурек со месо, онака, ќе се... Да јадеш и ќе легнеш да спиеш сама, еле. Да. Ама тогаш тоа беше нормално, мислам. Као
Сите го прават тоа, па што не е тоа чудно. Така е. Сега веќе е сосема друго. Сега кога на своите деца, на своите, не знам, внуци им објаснувате, може да ве разберат што зборите? Па не, ова сега што се мислам ние го збориме скоро и несфатливо, затоа што они сега живеат друг живот, живеат поздраво, морам да кажам. А не знам колку е поздраво ова само, оваа дефиниција. Тоа е друго. Да, Значи тоа е на телефон, иначе цел они живот на сите телефон. идат по теретани, внимаваат колку калории јадат, не знам што како. Значи Да. спортуваат повеќе. А тоа со телефоните, тоа е страшно, значи ја не можам да... Тоа е стварно страшно. Поготово што малите деца пред себе, влезите у ресторант било каде, Секаде. кај има фамилија и обавезно пред детето си има една кранча. И он јаде додека гледа јаде. Они сите си јадат и детето си јаде или го ранат, ама оно гледа у некој цртан филм. Значи, и сега, Нешто поинаку. кроз неколку години, како тоа ќе се развие, не знам. Можда ќе стават научари да нема ни тоа, да може да се... Да, да се движиш и да гледаш се и што да си гледа, сакаш. да. Па Само што- титнеш нешто и Што ќе се малтретира, сега ќе гледаме. што ќе држиш мобилен телефон Да. или ќе го ставаш на некој гаджет тамо да гледаш. Не знам. Да. Во однос на кариерата, што правите, каде настапувате, уште тоа никоја минутка имаме па да додека сте тука да ве прашаме. Фала на прашање, Добро е. како како реклама, значи јас сум у Рулет Аха. неколку години. Поздрав до сите гости и вредно да ги повикам кои сака да се забавлja со Ексију. А, со Ексију. Ексију. Да, а македонски? Или македонски, И да. македонски. Така. Али повише е на Ексију у смисла тука спаѓа и македонското, затоа што тоа странското го оставам за моите колеги. Така е, да. Со Лидија Кучовска имате намера уште никоја соработка да правите? Добро ви одеше никогаш. Никогаш не се знае. Да, свиравме заедно, добро се забавljавме. Никогаш не се знае дали пак ќе се... Дали пак ќе се спојат? Имавме неколку настапи заедно, кај што случајно ќе се сретнеме. И гледам дека супер си. Функционира. Да. Да. Добро. И сега пред крајот на овој разговор, не знам дали ќе ми исполните желба и дали пеете, чекам колку е? Во 10 са бајла. Да. Ако сте имале свирка, ама супругот има една омилена ваша. Се вика Зелена Кајсија. Дали може нешто вака да чујам? Како беше, чека јас извадив да ве подсетам. И само очи да затворам. И тебе веќе те сонувам некаде кукичка и една зелена кајсија. И благодарам. А сега одиме со цела тема. Морам да го Ајде. поздравам Зов, Добро. значи да му заблагодарам за книгата. иницијативата и за Да. книгата и да му давам поттик да работи на некоја нова, да направиме како Рамбо 1, 2, 3. До 5. Некоја верзија. Да. И филм да снимиме. И филм да снимиме, да, Зашто после он како има Рамбо веќе, 1, он да. има една представа, Аха. баш Сабајле зборевме сега да се стегне и филм да направи. Джабе живиш у Скопје. Джабе живиш у Скопје. 1, 2, 3, 4, 5. Одиме со цела тема од почеток до крај. Ви благодарам секи за овој разговор. А, и на вас. Nit si ti isti od toj. Džabe živiš u Skopje, džabe sanjaš, druže moj. Danas ne nikoj son nikoj, nit e ona na isti od broj. Niko traži me Johnny, predani i boni, u Tropikana ke sme cepale. Nego dovaѓа пицнат со 3 авиони, jer само парови пуштале. У огниште ццка, шема орце Корчагин, каре со Ѓорги и шмизлите од Броз. Од турист биле они чиги мики фазони, сум се затрескал скроз на скроз. Džabe živiš u Skopje, na što se nadaš, druže moj. Danas ništa više ne isto, nit si ti isti od toj. Džabe živiš u Skopje, džabe sanjaš, druže moj. Danas ne nikoj son nikoj,
se, dvajca bez trojica se napravime džonovi. Sine, Skopsko pred dragstor uvek najbolje leči ljubovni jadovi. Onda pešaka do doma, usput jogurt i mleko, pred super ostajile. Evate, moralovi beše, mesto na burek, džandar zbira da ne sobere. Džabe živiš u Skopje, našo se nadaš, druže moj, danas ništa više ne isto, niti si ti isti o to. Poleva pod udarnost to, Tito Prle, Tihi, Boško, Buha i Branko Kockica, Zagor, Blek, Jugoslavije, iz Skopsko, Kopta, Jupi, Habe, Lord, Bardel, Marlboro, Bardar, Zvezda, Partizan, Jena, Trnsleri, Strauss, Lee, Cooper, Pinormoga, Pino Silvestre i Brut, u tunelu, Brežin Bardo, Vanessa, Ornella Muti, Bruce Lee, Janošik, Sandokan i Tarzan, Tomas Automatik, Politočak, Stokec, Fićo, Tristać, Buba i Renolče, Ondak, Trgovski, Kraš, Krombi, Bristol, Gradski zid, Rekord, Vanila, Čaršija, Čičko Stojunko i Čičko Puštiletki. Idemo dalje, Buket, Usandra, Malibu, Respući, MNT, Klub Činjata u Podrumki, Zalište i 25. maj, Pairat, Zelena Raj, Lisabon, Moskva, Trifazana i Cvetkovo Menače, Kalimero, Popaj, Baltazar, Tom i Jerry, Pink Panther, Kino, Kultura, Centar, Varvar, Bambi i Napredok. Dobro utro, dragi slušatelji. Zatvaram oči, se teleportiram pred putnik, 80 i neko ja. Ceki, odi si doma, iskočilo nešto, ne dovaga mi rekoa. Na dvore dzivra, šodeka je prolet, koja koča ne izmrzna me. Mene pa uši mi gorat, slušam Nešom iz Borat,